Следното гостување, тоест гостин во студиото на Слободанка е Далибор Николовски, кој што е Драганче. Даце Николовски. Браше драг. Ти благодарам. Аха, имавме, да, јас се прашував од каде го доби прекарот Даце. Па тоа многу пати сум го кажал. Јас сум со кумановско... Со Ч или со Ц? Со Ц. Да, со да. кумановско потекло сум, односно комплетен кумановец, само роден во Скопје. Затоа имаш смисла за хумор. Ти благодарам. Прекрасно е тоа, да. Да. И ќе ни внесе сега покрај нас две, нели? Па и Во малку Куманово, така- Драган и Далибор се Даце. Даце, Нема да. другаче. Позитивна енергија од утринските часови ни е потребна, поготово вака и естраден уметник како Да, па и тебе. вие сте позитивни Да. и тоа е многу И логично. така ќе се согласиме. Оливера, Ви ти благодарам. благодарам. Добро, се случува секако. Така е. Драган Даце, како сме? Добро утро. Добро утро. Супер. Добре ни дојде. Добро ве најдов. Петок, вака пред викенд, да се зборуваме за музика, знаеш ли колку сакам? За песна. Викенд на кого како му следи, на некого одмор, на некого не, ама така сме си ја наредиле, така ќе си тераме. Нели, така Да. ќе си тераме, но со песна кога е полесно е на вистина или Полесно има е, тешкоти, но има, сепак е лесно. Има, ама секоја работа си има своја тежина. Да. Мајка ми викаше, синко, чувај си го, гај си го тоа, ти си роден за убаво и ја тоаш не го разбирав, ама навистина било така. Било, да. Кога и да е некогаш можеби чувствуваш сите ние сме си луѓе, нели? Се можеме да почувствуваме во текот на денот, но кога ќе го земеш микрофонот во раце, сигурно сум дека се заборава. И Јас- кога имаш позитивни луѓе околу тебе кои што те сакаат, те почитуваат, уживаат со тебе во твоите изведби и така натаму. Се тоа зависи кој каков човек си е и меѓу нас музичарите има и колеги кои си ги носат приватните проблеми во Има? на настапи, има колку сакат. Не знам, ете јас не дека сега сум исклучок, има многу такви Да, како позитивен ја, дух. како мојот табиет. Да. Едно час и половина пред да одам на настап, има тука една склопка, Најубаво така ја е. палиш и влагаш кај што треба да настапиш позитивно, затоа што тие луѓе тука не се дојдени да те гледаат ти каков си смркнат, нерасположен. Сите бараме Туку се расположени дојдени пијачи за забава околу и ти нас, треба да им ја така. направиш. И да ни се исполнуваат музичките желби, впрочем, како што ти тоа и знаеш многу добро да го направиш, па дури знаеш ли што сум била најмногу изненадена, ова морам јавно да го кажам. Ајде. Кога ми прати СМС порака која песна ја сакате, а те гледам пееш. И воопшто не ми беше јасно како е тоа можно и кога го зеде телефонот во раце, да прочитам која песна следна ја сакате, да дојдам на маса да ви испеам. Секоја чест. Па тоа беше од Тоа почитување, е затоа што уместност, прв да. пат бевте во ресторанот, каде Да. што јас настапував со Така. друштвото и ми беше Одлично, задоволство. да. И еве, гледаш како си го помнам тоа, затоа што ми оставило многу длабок впечаток. Ете, благодарам. тоа е за поздрав и секогаш ние, кога сакаме нели да бидеме расположени, сакаме убава песна, а ти како ти беше одбран репертоарот, секоја чест. Благодарам. Да, тоа многу ми се допадна. Ајде, сега вака ни е насловот, како што можеш да забележиш и ти, нови композиции на Даце Николовски. Да, и јас забележувам, Даце има нови Забележуваш? песни, сакате да промоабетиме? Ајде, за песните нови, да. Да, изминаа фестивали, доби награди. Ке си слушнаме на крај секако и впрочем тоа и гледачите го очекуваат од нас кога имаме естраден уметник пејач во студиото да слушнате негова музичка изведба. Ке ја слушнеме она за која што доби награда за интерпретација Да. на Охрид Фест. Да. Скршени весла, така? Да. Ајде нешто повеќе. Па вака сега јас да како мало дете. Нели да? После Јас летен да се распуст, кога мојот летен распуст. Охрид Фест мене ми е веќе трети пат како што настапував, тоа се случи сега при крајот на август месец, пред неполни 2 месеца како му доаѓа сега да не погрешам, текст на познатиот и за мене многу ценет пријател драг Ѓорѓи Калајџиев, текстот е негов, музиката и аранжманот се на мојот другар и колега Дарко Илиевски. Прекрасен спој, со истиот тим бевме и на Валандово оваа година. Аха. Таму не се закитивме со награда, но според критиките на новинарите и на Имаме хитови. публиката беше една од најинтересните песни. Се двоеше од другите. Јас сум некогаш и брутално искрен, имам еден колега вика многу си лесен за мразење, многу си искрен у денешно време. Тоа Некако тешко, не оди, да. да.
Меѓутоа подобро е, нели ти е полесно на душичката вака да Многу се и многу изразам ми кога ќе убаво. си кажеш што си мислиш? Да, многу Сега не е. е во навредлива некогаш конотација, меѓутоа ако мислиме нешто дека треба да се каже, ќе го кажеме искрено. Многу од е душа. лесно кога треба да кажеш искрено ако сакаш да навредиш некого. Многу е тешко да кажеш искрено кога треба да пофалиш Да некого пофалиш, да. или да се извиниш кога ќе погрешиш. И јас Ете немам така. проблем ни со едното ни со другото. И јас исто. Ето така. Сме се нашле тука. Една исто од сме. поинтересните песни, невообичаено фестивалска песна, таа на Валандо што ја пеев, се вика Носталгија. Ова е Скршени весла, кога разговарав со Ѓорѓи Калеџиев, од се што сум слушал сега по фестивалите, сега сите сакаме нели да бидеме оригинални, да не се повторуваме во текстови, во мелодии, реков ќе те замолам само да ми напишеш охридска песна, ама да го нема Охрид. И на него тоа многу добро му оди, метафората му е јака страна, човекот е поет. И се создаде Скршени Да, и весла. се помина супер, ете се Ќе се навратиме на песнава. Сакитив со награда и така. Да. Тоа на крај повторно ние ќе го споменеме, но јас така само на почеток малку да како најава Да што ќе чепнеш малку. следи, да чепна малку, затоа што еве сега што гледаме и да не нормално мора тоа да го истакнеме. Ова е дека ти си службен делотанец. настап Ајде да оваа година, прокоментираме. 2 август Илинден, каде што традиционално сме во служба на народот, Така. да го испочитуваме празникот, настапуваме редовно, нели тие настани се или Крушево имаме на Гумења еден ден, каде што се одржува голема манифестација. Следниот ден на 2 август е Мечкин камен и Пелинце. Нешто ми е позната од тесна страна девојката покрај тебе. Мислам дека беше и се уште е новинарка. Да? Да. Ако И си може ја само да поздравам ме Ирена. потсетиш. И морам искрено да кажам и јавно дека можеби е една од најзаслужните Аха. за мојата афирмација, затоа што Браво, никогаш, Ирена. па дури и кога не бев толку познат за општата јавност, никогаш не сум бил одбиен да гостувам во емисија. Такви сме ние од тетово воспитани, да. Браво, не ми текна дека двете сте Ете тетовченки. така, е, да. браво, Колку супер. само да подсетам. Да, Ирена ми е една од омилените ликови. Да. Ова е исто така некој настан, мислам дека е Америка или Канада пред 3 години, каде што оркестарот изведува оркестарски сплет од песни во инструментална верзија. Во еден момент јас излагам, исполнувам 3 години стана, многу интересен момент и Така. има слики, спомени, колку сакате. Како не, ова е танец, како да го наречам вака, покрај ансамбл, покрај наш амбасадор. Кој е оној збор кој правилен треба за вас да се најде кога вака ќе ве погледнеме како вие ја представувате и на каков начин Македонија? Кажав еднаш исто во едно интервју, Ајде да го повториме. мој медал кој го носам гордо, но мислам дека треба и секој од нас, Секој, така македонец, е. да го чувствува танец како таков, затоа што ние и културно-уметничките друштва кои се трудат да зачуваат традиција, култура, сето тоа е поврзано едно со друго. Да не си го изгубиме јазикот, треба да си ја чуваме културата и традицијата. Многу убаво. А ние денеска се срамиме од традицијата кога ќе треба да правиме семејни веселби и ги избегаваме Некои тие. за жал, да, но традиционални некои работи. не. Да. Еве сме и на настапи. Тоа е Валандо. Да, еве Тоа сме е на Валандово. настапите. Сега ова е, значи, Минатата Валандово. година. Да. Со која песна Испеав тука? песна со текст на Анита Даева и музика аранжман на Дарко Илиевски. Колешката исто наша Анита Песната- Даева. Да. Песната се викаше Мерак живот балкански, за која планирам да снимам видеозапис на Бргу. Браво. Ова е Роста фестивал Роста минатата година. Сега твојата улога во танец се знае која е, меѓутоа ајде нешто повеќе. Да, за јас тоа. сум таму од 2007 година вработен, веќе 18 година тераме, кога помина, а кога не изгледам помина, старо вака. не, добро сум. воопшто. Малку сум потечен Како затоа си- што ми е рано. Како сега да се вработил во танец. И да, и 2007 сум вработен како постар пеач солист, како дел од хорот. Пред тоа пеачите во танец биле позајмувани од други места, како опера и балет, како хонорарци, нели владата донесува одлука танец да си има и свој Да. хор, кој постојано ќе биде во функција. Дали тоа е како пеачи во дел од кореографија, дали сме како солисти, дали трио, дали акапела, еве пред некој ден имавме многу интересен настап од танец,
каде што ние мажите имаме една многу интересна точка, кој слушнал знае точно за што зборувам. Учествуваме неколку мажи, тие што го сочинуваме машкиот дел од хорот. Машкиот дел од хорот, да. И пееме сплет на неколку песни, како што се не се бели маремори, не стој до недонки Елено Ќерко, јас ти реков добро вечер, зурли трештат насред село, и сето тоа е акапела, односно без никаква музичка поддршка. Само во четворогласие и многу интересно, многу захтевно, многу одговорно и многу убаво за уво да се слуша. Од пораните утрински часови вака распеан си? Па би можел да пеам, немам проблем. Нема проблема. Да, со тоа што морам да се распеам за да достигнам нешто. Добро нешто. Ајде да речеме тоналитетите од кај што си ги пеам песните, инаку немам проблем да пеам. Може некој рефренче вака во твој избор? Може, ми се врти една песна Ајде. подзаборавена. 2020 година Цветници, мислам дека Миле Кузмановски ја испеа, ќе го поздравам. Има мака голема, откако ме се извинам, погледна како да ме зароби, ти без зборови ке понесам прашина од звездите да го постелам патот до тебе. Твоите очи сонца две нека светат само за мене, душава моја да ја затоплат, да не истопат и да ми се насмеш, ова срце да го распеш и да умрам од убавини, земјо застани. Браво, секоја чест, еве аплауси од мојот колега. Па да, затоа воопшто не се сомневав дека и во ова време може вака да сме распејани. Па сега сите имаме наслаги од кафенце, од кафето ми. Да, од се нешто имаме, меѓутоа прекрасно. Не, со оглед дека ќе пуштите моја песна, малку нескромно ќе беше да си запеам своја. Да. Па песнава, сега што забележувам? Песнава ми беше подзаборавена, многу ми е драга. Што забележувам кај тебе како човек? Да оставиме сега малку настрана, еве, пеењето, естрадната уметност и танец и се. Како човек што забележав? Ти кажа дека мојата колешка Ирена секогаш ти подала рака за да да се афирмираме, нели, да бидеме дел. Тоа ретко го прават на тие кои не се толку популарни. Популарни, сите сакаат да земат некој популарен за да биде гледан на емисија. Да, не сега што таа е моја колешка и што јас ја многу сакам и почитувам и што ми е моја тетовка, и најубавото туристичка атракција си е Лешок, Лешочкиот манастир, потекнува таа од таму. Меѓутоа, она што забележувам, значи ти сега, ова утро, како знак на благодарност, кога јас ти кажав да си одбереш фотографии, си ја одбра фотографијата каде што Ирена, за да на некаков начин, ете, и ние сега и возвраќаме. Тоа е многу човечка прекрасна особина. Благодарам многу. И сега ова што ја испеа песната од колегата Миле Кузмановски. Ке беше неблагодарно сами од себе да се пофалам, јас немам проблем со тоа. Тука ќе гледам јас особините кај човекот. Секоја ти чест. Значи, браво. Секој од страна благодарам. Секој од страна ќе рече тоа е големина, тоа е ова, тоа е она. Има луѓе и мене што не ме сакаат и јас не сум удрак на секого. Не можеме да очекуваме сите да ме сакаат. Овој многу зборите го сменам каналот. Има луѓе кои ме сакаат, па нека ме гледаат и многу ви благодарам. Да. И затоа постојам, така и затоа правиме се, за да бидеме видени, за да не слушате, за да си ја негуваме македонската музика, да оставиме нешто позади нас, да биде некој горд на нас, па и ние самите себе. Така е, убаво кажано. Кој скромен, кој нескромен, кој колку знае да си го... Но јас немам проблем со тие работи. Ајде да не испееш некоја твоја песна. Јас ќе испеам моја песна на маса, кај што треба да пеам на некоја си слава. Така. И потоа ќе изберам песна од Наум Петревски, од Миле Кузмановски, од Евто Попиновски, од Гоце Арнудов, ги обожавам песните да ги пеам. Од Пепи Бавтировски исто така. Која ми лежи, која не ми лежи, ќе се потрудиш. Секако, секој си има свој правец во музицирањето и во пеењето исто така од ваша страна. Ајде повторно нешто околу танец. Затоа што кажавме 18 години, тоа се долги. Полнолетство, да. Тоа се долги години. Многу земји. Многу земји прошета. Многу земји. Така. Пред некој ден се случи дома нешто со компјутерот на син ми, што се случи, седнавме да поправиме и отвараме слики да видиме нешто ни недостигаше.
кога ги погледнав имињата на фолдерите на папките што сум ги ставал во папката Танец, колку тоа градови се, колку држави прошетани. И сваќаш дека детето ти е големо, ти старееш, нема друго што да сватиш. Не, убави не. Така е. На моменти кога ќе се вратиме од некоја турнеја, еве сега бргу бевме Хрватска, Словенија, Австрија, Босна и Херцеговина и Македонија, но поминуваш низ други држави, не знам, ето Унгарија. Така. Веќе на моменти ти станува секоја бензинска иста, секој Лидл исти. Нема разлика. Секоја кафе пауза иста. Да. Не Меѓутоа искуствата еве што ги за сите овие 18 години, што е она што најмногу тебе ти остави? Дружбата. Дружбата со колегите во автобус. Аха. Во авион мора да биде малку потивко. Потивко. И сите Но во сме автобус пеење. Во автобус е скроз различно, е последнава турнеја не само на мене. Има луѓе таму кои се по 20 и кусур 30 години, последнава дружба во автобус на многу колеги. Кога се случи последнава турнеја, рековме сам? Сега беше крајот на септември. Крајот на септември. Да, За до од почетокот која на причина октомври. беше тоа? Тоа беше балканска турнеја. Балканска. Дел од тие градови каде што настапувавме има културно-уметнички друштва кои одбележуваат нешто или македонски И ве друштва. канат, така. Не Имате канат, покана, да. да. Сето тоа некако многу интересно се поврза. И Добро, за балканскиот наш Десетина простор дена. знаеме веќе, да, 10 дена си бевте на Да, турнеја, балканска. Меѓутоа за оние земји кои што не толку многу им е позната нашата традиција и култура. тоа Што најмногу ти оставило впечаток? Тоа го зборувавме, многу пати сме го зборувале. Естонците знаат да удираат и со нозе Добра. во земјата, да тапкаат, кога аплаудираат од голема возбуда, односно од добар перформанс. Значи аплауси со нозе Да, имало. многу беше интересно. Да. Интересни беа катарците. Аха. Не можевме да им се навикнеме првите 2-3 дена, потоа ги навикнавме и ние ни фитие нас. Они беа многу интересни. Мислевме дека нема да има аплаус, не гледа онака бледо. Но на крајот 2 биса на сцена. Тоа е тоа. Да. Тоа е Македонија. Македонија заслужува аплауз. Имаше и доста македонци во Катар. И сега за крај, песната уште еднаш. Ајде да си сега ги опуштиме гледачите со музика. Мислам дека е време, си помуабетивме убаво. Супер. Добро, убаво Да. се чувствуваше. Вие следете и утринската. Имате многу интересни гости. Нели? Да, ако ќе се јават на телефон, мене ме расположија во кола возејќи на Ака, си знаат да ги поздравам сите што се јавија. Да, нашите Убава гледачи песна, ги редовни. поздравам гледачите. Скршени весла, Да. награда за интерпретација на Така е. Охрид Фест. И награда за најдобар текст. И за најдобар текст. Посакувам уште многу награди, меѓутоа Благодарам. наградите некогаш не се репер дека песната треба да биде хит, меѓутоа На ова е моменти хит. ни даваат крила да продолжиме, Да. не дека кога не сум Многу- добил се разочарувам, јас пак ќе си работам, но Ете така, да. Меѓутоа за интерпретацијата, знам, тоа ставот твој е таков си. Што Благодарам. да правиме сега? Благодарам. Благодарам и јас. Се гледаме и повторно, па некогаш може и во Носија да ни дојдеш вака. Ја со набрзо некои колеги. планирам промоција на моето CD кој го издадов пред неколку дена се на гледаме. музичките платформи. Ќе ве повикам, ќе ми биде драго како медиум да присуствувате. Исто и нас, од наша страна, задоволството ќе биде уште поголемо.